со Љубиша Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден. Вие сте на Брановите на радио Слободна Македонија и како и секој четврток во 14 часот ја следите емисијата Платформа со мене Љубиша Николовски, автор и водител на оваа емисија. Денеска мој гостин е професорот Маријан Арсовски, вонреден професор на Факултетот за безбедност, професор по меѓународни односи и меѓународна политика. Добар ден, професоре. Добар ден. Самиот професор и она што тој го предава на факултетот ќе биде на некој начин тема за разговор во овие, да речеме, 50 на минути. Што значи, ќе се осврнеме на тоа дали покрај секојдневните внатрешни проблеми што ги имаат сите земји, особено земјите на Балканот па и Македонија, кој што на незинот пат кон евроатлантските интеграции се обидува на најдобар можен начин да ги реши. Колку успешно се разбира зависи од времето и од тоа како самите организации кон кои што пледира да бидеме членка ќе ги оценат нашите напори за успешни и колку тоа брзо ќе биде или колку споро и што се друго по патот треба да направиме. Значи, ние самите. Меѓутоа, очигледно во ова бурно време има и некои надворешни фактори кои што можеби да влијаат, да забрзаат или да успорат таа агенда на Македонија и тој пат. И од она што во јавноста може да се види и секојдневно го слушаме во медиумите, очигледно станува една нова пресвртница во меѓусебните односи меѓу големите сили. Дали овие нови односи кои што се обидуваат да ги воспостават можат да имаат директно или индиректно влијание и врз Македонија и Балканот во нивните аспирации за членство во Европската унија и во НАТО, ќе видиме од денешниот разговор. Она што во меѓувреме се случија, на што сакам да потсетам е што се однесува до Македонија и во делот на европската интеграција кон Европската унија, е дека деновиве со 47 гласа и 10 против, Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент ја усвои резолуцијата на известувачот Иво Вајгл за Република Македонија, во која по 9 пат Европскиот законодавен дом бара итно отворање на пристапните преговори за членство на земјата во Европската унија. Тоа е уште еден добар поттик и отворање на вратите кон Европа. Од друга страна пак, кога станува збор за членството во НАТО, овие денови и државниот секретар на Соединените американски држави Џон Кери, но во некои надворешно-политички анализи на важни луѓе од меѓународните научни кругови, како например Едвард Џозеф и Јануш Бугајски, имаат еден текст во кој што после многу време на некој начин и префрлаат на Америка и на НАТО што земјите од Балканот, вклучувајќи и Македонија, ги остави долго време настрана од овие процеси и според нив ги остави на влијанието на Русија, која пак во последно време покажува аспирации за нејзино зголемено присуство на Балканот. Професоре, да почнеме, јас дадов еден се обидов да дадам мал вовед во нашата емисија и за овие теми би сакал да поразговараме. Дали глобалната безбедност е повторно доведена во прашање со последните несогласувања меѓу Соединетите американски држави, Европската унија и Русија? Каков е вашиот став? Добро, најпрво благодарам за поканата. Како професор кој што предава меѓународно право и меѓународна безбедност, поготово по модерната историја, затоа што имате далечна историја, имате модерна историја која што се однесува на последните 100 години и која што е меѓусебно испреплетена. Значи, последиците од Втората светска војна, Првата светска војна, Балканските војни и така натаму, до ден денеска ги осеќаме и сме сведоци за истите, а и трагите едноставно не може да се заборават.
Истото тоа се однесува и за големите држави, како што се САД, Европската унија, Русија, кои што се уште не можат да ги заборават после настаните кои што се случува пред само неколку децении. Многу од нас сме се уште и живи, кога постоела студената војна, значи кога постоеле такви тензии, кога постоеле кризи во држави како што бил Виетнам, како што се денеска Украина, како што пред 2-3 години беше Грузија и така натаму, како што беа кризите пред неколку децении во Полска и така натаму. Што значи дека од секогаш, мислам, последните 100 години, така наречено модерната историја, докажала дека постои тензија, поготово помеѓу двете веле сили, САД и Русија, и дека со самиот факт на понатамошното постоење на НАТО, кој што после Варшавскиот пакт, престанувањето на постоење на Варшавскиот пакт престани причината да постои НАТО, тој продолжи да постои, што значи дека на некој суптилен индиректен начин продолжува студената војна. Меѓутоа со значително промените околности, значи нема веќе социјализам, немаме веќе комунизам и така натаму, преовлада капиталистичкиот начин на мислење. Меѓутоа се уште е дебатно прашањето за силите на моќ на светско ниво, значи кој владе со светот, индиректно, директно или индиректно, и каква е поделбата на моќ на светско ниво. Добро, но очигледно дека овој период по студената војна беше на некој начин, условно речено, нели колку може да биде навистина така празен простор во кој што, како што рековте, доминираше НАТО, Варшавскиот пакт веќе не постоеше и централната земја која што беше носител на Варшавскиот пакт, Советскиот сојуз, кој што се распадна, создавањето на независната држава Русија и земјите околу неа, сепак не го направија балансот во светот, но со доаѓањето на Путин ми се чини како Русија да доживува еден ревајвал и како да покажува интерес за повторно воспоставување на еден светски баланс во светот и обид за враќање на до некаде старите позиции кои Русија ги имала во историјата. Почеток на некој начин може би ова украинската криза, каде што според едни НАТО сака да дојде до границите на Русија, што поблиску, значи НАТО не се откаже од своите аспирации и експанзија да биде што поблиску до Русија, без разлика што таа досега ја немаше таа моќ што имаше во времето на Советскиот сојуз. Но погледнете се и други, дека Украина има право да биде самостојна држава и така натаму, да не навлегуваме, бидејќи веројатно ќе бидеме далеку од точноста на квалификациите. Дали сега станува збор за тенденција за нова поделба на сфери на влијание? Добро, според мене, значи поделбата си постои и понатаму ќе постои. И тоа е во природата на луѓето секогаш. Знаете, постои борба помеѓу самиот човек. Но оние земји што беа под советско влијание, дали во меѓувреме рековте не постои социјализмот? Значи ги добија вредностите на запад. Значи се повеќе се поместува границата од западот спрема истокот. Прво границата беше помеѓу источна и западна Германија. Од кога значи беше дадено ветување од тогашниот претседател на почетокот, значи 89-та година беше дадено ветување дека доколку Русија ја остапи источна Германија, НАТО нема да продолжи. Значи да беше дадено официјално ветување дека НАТО нема да продолжи да се проширува, што на еден начин обеќањето не беше одржано, ветувањето не беше одржано. И НАТО продолжи понатаму да се проширува. Значи имаме се повеќе и повеќе проширување кон Русија. Значи првен ги имаме Чешка, Полска, Чешка, па понатаму ги имаме Естонија, Летонија, Литванија, Бугарија. Еве во последниот период ги имаме Хрватска и Албанија. И пред значи во 2006 година беше дадена и официјална покана за Грузија и Украина.
Го пресокна Балкан, овој западен Балкан. Да, меѓутоа понатаму. треба да гледаме ние таа геополитика дека беше дадена официјална покана за Грузија и Украина. Каде што после неколку години во Грузија, после многу краток период во Грузија се случија конфликти, граѓански конфликти. И истото тоа се случи, значи, Источна Осетија и така натаму. И истото тоа се случи и во Украина. Значи, зборам сега за две држави членки кои што добиле покана, а веднаш после тоа во нив се случила граѓанска војна, кој што резултирало со воен конфликт и кој што понатаму веќе било замрзнато, значи замрзнато членството, значи да не експериментира многу со НАТО, бидејќи НАТО сигурно е организација која што постои позади некои идеали. Како го објаснувате тоа? Првиот генерал на НАТО 1952 година, кога се уште постоел, значи тогаш кога постоел социјализам и бил представувал големо загрозување за капитализмот и така натаму, имало големи здруженија социјалистички, комунистички здруженија како во САД, така и во Западна Европа. Значи, првиот генерал за самото постоење на НАТО дал изјава дека самата причина за постоење на НАТО е да се држат американците внатре во Европа, да се држат германците подчинети и да се држат русите надвор. И сега ние дали сме сведоци на таа изјава. Значи, дали се американците внатре во Европа? Дали ги оствариле овие три цели за кои што говори? Дали се германците подчинети? Дали сега, например, германската политика игра како што ќе свираат Русија и Америка, под еден, под два, и под три, дали е Русија надвор од Европа? Значи, сите тие три услови се исполнети и исполнето е самата причина за постоење на НАТО. Меѓутоа, жално е тоа што жртвите на тие големите политики на крај се одредени помали држави кои што на еден начин зимаат страна, а знаете кога ќе земете страна, ако не сте со мене, тогаш сте против мене. И конфликтите почнуваат со помали граѓански конфликти кои што прераснуваат во граѓанска војна и на крај ги имаме последиците што ги имавме последните неколку години, како што е на пример во Украина, во Грузија и не дај Боже се надевам нема да се случи и во Македонија. Овие сфери на влијание се добри можеби за нив, за големите сили, но тие, како што рековте и самите, главно линиите на разграничување се одвиваат надворот од базите на овие две големи суперсили и прават линии на некои помали држави. Еве сега, веројатно тоа најчесто е во Европа, бидејќи Америка во нејзината геостратегија има заклучено дека таа ќе се брани, нејзината одбрана ќе биде надвор од границите на Соединетите американски држави, нели, таа што подалеку од дома. До сега како да беше мирно, велам, но со будењето на аспирациите на Русија и ова што говорите вие дека последни држави кои што добија покана за членство беа Грузија и Украина, но таму се случија некои немири, се случуваат во Украина. Но се повеќе се говори сега за Балканот, дека Русија сака да биде присутна се повеќе на Балканот, а Балканот како да остане заобиколен од интересите на Америка и долго време чекаше, ги одбиваше овие Србија, Црна Гора и Македонија од нејзиното членство, постојано наоѓајќи причини да не го направи тоа. Сега како да се освестува, но сега веќе интересите на двете земји се преклопуваат токму на Балканот. Што можеме да очекуваме ние државите на Балканот? Добро, не е без причина изреката дека Балканот е буре барут, значи од каде што ќе почне експлозијата е Балканот. Ние сме сведоци дека Втората светска војна е резултат на Првата светска војна. Првата светска војна е резултат на балканските војни. Значи во еуфорија на Втората светска војна некој си српски граѓанин си земал за право во тоа време да го убие кралот на големата Австро-Унгарска империја, како сега, например, вие да му направите нешто на Обама, што резултирало со поддршка од страна на Русија. Значи, тука имаме историски пријател на Србија, која што буквално влегла со милиони жртви, влегла во многу војни со многу народи, само со цел да заштити Србија, затоа Србија на начин е многу должна
Заради тоа и Југославија не би постоела, или Кралството СХС во тоа време да не било војната на Русија со тогашна Германија, Австро-Унгарија и така натаму. Значи, добро, меѓутоа одлуката тогашниот крал што донел таа за мене нерационална одлука за да влезе у војна заради заштита на Србија, ја платил со својата глава и со главата на своите блиски и така натаму, меѓутоа се случило тоа што се случило. Знаете и самите кралеви некогаш се спремни да дадат 1 милион луѓе жртва заради некој си свое его и така натаму. Меѓутоа, поентата ми е дека според мене првата, втората светска војна кој што се резултат на балканските војни почнуваат од самиот Балкан. Знаете, кога се случува во Балканот, целиот свет се тресе. И истото се случува и денеска. Вие гледате дека целата таа Европска унија што се градеше 50-60 години сега заради една држава како што е Грција, нели, кој што е еден и главниот двигател во балканските војни, гледате, го дестабилизира еврото, кој што може да носи кон дестабилизација на Европа, кон дестабилизација на европската економија и така натаму, каде што на еден начин самото постоење на Европската унија моментално зависи од Балканот. И сите сме сведоци на тоа. Значи, цели авиони со пари се носеле последните неколку години во Грција, се со цел да се спаси еврото и да се спаси Европа. Значи, не е безпричина тоа што 300 милиарди евра се дадени, големи пари се дадени за помош. Балканот, значи кога кажете вие Балканот, за секој свет, за секој човек во светот представува зачеток на нешто неубаво. Балканот исто така треба да истакнеме дека е раскрстница помеѓу истокот и западот. Значи секогаш источната култура, вклучително и трговијата и силата и така натаму, доаѓала од Балканот. Значи источната култура која што од Феникија преку Грција се пренесела, значи нели носто велат дека Грција била доенче на западната култура. Јас повеќе ви кажал дека она е повеќе транзитна зона од источната култура, која што нормално во светот се представувала исто како кафето си го представувала како свое. Значи Балканот е една раскрсница каде што се мешаат две големи култури, источната и западната. И до ден денеска сме сведоци дека Балканот е место каде што имате голем процент на муслиманско население, имате голем процент на источна култура. Значи зборам од Блискиот исток и така натаму. И ако настанат некои проблеми, значи во светот прво ќе настанат во Балканот, па ќе се пренесат во Европа и ќе се пренесат на светско ниво, затоа што последните 200-300 години со Европа владел светот. Европа владела со светот. Професор, да направиме една мала пауза, па ќе продолжиме на истиве теми. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Посетете го сајмот на градежништво и освоите награда за надградба на вашиот дом по ваш избор. За врати, прозорци, кади, туш кабини, изолација, гипс, декорација. Посетете го и сајмот на недвижнини со најголемата понуда на станови до сега на едно место. Големи попусти со проектот Купи куќа, купи стан на Министерството за финансии во рамките на сајмот на градежништво од 3 до 7 март. Радио Слободна Македонија. Ceo svet na nišan od ovde do Rusija. Ne goram od želba za nekoja akcija. Može da je mrza, može i reakcija.
Samo seir, gledam seir. Denov mi je godina, spojuvam ručak večera. Ne mislim na minato, ne mislim na itina. Napred, nazad, narodov si minuva. Na tamu, na vamu, život od pominula. Samo seir, gledam seir, nemam rabota. Gledam seir, mene se sabota. Gledam seir i muva ne me lazi. Nikoj me saka, nikoj me mrazi. Gledam seir, nemam rabota. Gledam seir, mene se sabota. Gledam seir i muva ne me lazi. Nikoj me saka, nikoj me mrazi. Bez celi, bez meta. Vreme mogo tepa mi ne golema šteta. Ne sakam zima i sakam letava. Ovde kaj što sedam je centar na planetama. Samo seir, gledam seir, gledam seir, nemam rabota. Gledam seir, dene se sabota. Gledam seir i muva ne me lazi. Nikoj me saka, nikoj me mrazi. Gledam seir i ništo ne pravam. Gledam seir i ne pari ne davam. Gledam seir, čekam da se pojaviš. Pod raka da me patiš i doma da me vratiš. Gledam seir, gledam seir, gledam seir. Бесплатно емитување. Македонска филхармонија. Б на квадрат. Концертна вечер посветена на грандиозното творештво на музичките титани Бетовен и Брукнер. Под диригентската палка на миленикот на македонската публика Емил Табаков ќе настапи еден од најатрактивните пијанисти на неговата генерација Тео Георгиу, кој ќе го изведе концертот број 3 за пијано и оркестар од Лудвиг ван Бетовен. На програмата е и грандиозната романтична симфонија број 4 од Антон Брукнер. Музиката на великаните на програмата на Македонската филхармонија. 26 февруари, салон на Македонската опера и балет, 20 часот. Македонска филхармонија, без зборови. Почитувани слушатели, еве неповторно во емисијата Платформа на врновите на Радио Слободна Македонија. Денеска разговараме со професорот Маријан Нарсовски, вонреден професор на Факултетот за безбедност. Говориме за меѓународна политика, меѓународни интереси, борбата на големите сили и како тоа малите држави кои што се под влијание на големите сили го доживуваат тој и на какви се притисоци се изложени. Професоре, во овој втор дел би сакам да ни кажете, бидејќи го споменавте Балканот меѓу другите мали држави кои што се линија на разграничување на сферите на влијание меѓу големите сили, пред се мислам на Русија и Америка. Се разбира, тука и Европската унија би требало да има некоја своја улога. Подоцна би сакал и незината улога да ми ја кажете во овој триаголник на големи сили. Како овие мали држави го доживуваат или на кој начин се изведува влијанието врз државите кои се таргетирани, кои што се предмет на сфери на влијание? Економски, разузнавачки, политички, на кој начин се овие големи држави се присутни и влијаат за да ги остварат своите интереси? Добро, значи
влијанието врз помалите држави може да биде на повеќе начини, повеќе методи. Најпрви не економскиот. Ние сите сме сведоци дека постоеше трговско ембарго, допред некој период е малце олеснето спрема Куба, која што е значително антиамерикански и така натаму. Не е без причина фактот што, например, Босна, Македонија и Полска зимаат од Русија поскапа нафта, што сака на некој индиректен начин, значи Русија да ни укаже дека нашето интегрирање кон НАТО може да влие врз економијата, економските односи помеѓу Русија и Македонија. Значи, најпрви се економските параметри и самата Европска унија е ништо повеќе од еден голем трговски блок, каде што најголемата казна ќе биде дали вие ќе бидете дел од тој трговски блок или нема да бидете дел од тој трговски блок, односно ќе ви сврлат надвор, што може значително да влие врз економијата врз Република Македонија, која што е мали отворена. Таа е под влијание од сите светски економски случувања, меѓутоа безбедности нормално. Влијанието е најпрви на економски, понатаму самиот факт што вие влегувате во одредена организација, дали е трговска, дали е безбедносна и така натаму, значи зимате страна и не е без причина фактот што Тито одлучи да биде во неврзаните. Значи некогаш знаете, викаат подобро трни се на страна, остај ги, нека си го решат проблема, затоа што ако влезете во нечи конфликт треба да земете страна, не можете да бидете судија. Значи економски, понатаму самото членство во одредени организации може да биде влијание и на крај не да беше најлест резорт, значи последното средство е војната, конфликтите кои што почнуваат однатре. Значи секојаш почнуваат однатре преку граѓански конфликти и пременуваат во вооружени конфликти. Тоа е, значи, последното средство. Значи кога веќе се користат вооружени сили, од кога ќе се исцрпат сите претходно дипломатско, економски и други инструменти. Се повеќе се говори, ние сме во средината на една политичка афера во која што има разни обвинувања од двете страни. Јас генерално би сакал да ве прашам, бидејќи почнеме од надвор, во вакви земји, во вакви држави, како Македонија, веројатно и во регионот, и самите говорите, интенциите на овие големи сили да се инкорпорираат се различни, почнувајќи од економски и политички, но дали во одредена фаза се користат и разузнавачки методи за да се прислушкува, да се има влијание, да се знае што се случува тука, дали е тоа пракса, дали според некои аналитичари, не само во Македонија, во Бугарија и во соседни земји, во последниот период има огромен број на разузнавачки служби кои што работат, роварат и така натаму. Добро, ја би сакал да почнам како е тоа на светско ниво, па ние да може да донесеме полесни заклучоци во Република Македонија, поготово во некои демократски држави, бар. Така како што ги знаеме ние, во САД после 11 септември бомбашките напади беше тврдо голем пропуст. Значи дека тоа било кривица на самите безбедносни служби. И од тогаш САД веќе целосно ја смени својата политика како на внатрешен, така и на надворешен план, со цел на зајакнување на безбедноста врз сопствената држава и сопствените граѓани, меѓутоа на сметка на човековите права. Значи, човековите права и безбедноста се двете страни на паричката. Значи, вие кога ќе фрлите на паричка, ќе падне или на човековите права, или на безбедноста. Последните неколку години под значителен удар од тие либерални и граѓански здруженија, значи е Националната агенција за безбедност во САД, која што се претпоставува дека значи хипотетички дали таа врши прислушкување врз населението, од проста причина да им се зголеми безбедноста. Значи, освен тоа да се фатат одредени криминални действија, туку и безбедноста, значи од секаков тип на тероризам, поготово сега мощно актуелен муслиманскиот тероризам. Значи сега едно време постоеше таа социјалистичка, комунистичка идеологија, сега постои таа исламска идеологија и така натаму, која што е многу јака и цврста и така натаму, и се повеќе самите сме сведоци на се повеќе загрозување на безбедноста како во Европа, така и во Соединетите американски држави,
поради што органи во самите тие демократски држави превземаат одредени начини за спречување на тие случувања, меѓутоа со ограничување човековото право во кое што спаѓа и правото на приватност. Значи, но тие не само своите граѓани, се говори дека тие ги прислушкуваат и граѓаните во другите земји надвор од Америка заради безбедностни причини, се разбира. Кога говориме за прислушкување на меѓународен план, најчесто се мисли на Соединетите американски држави, но бидејќи говориме сега повторно за еден поларизиран свет и сфери на влијанија, многу малку информации доаѓаат и како да позабравиме на можноста дека тоа може да го прави Источниот блок, односно Русија. Некако не се говори дека Русија сега во последно време, имајќи предвид незините аспирации за поделба на колачот, може да го прави истото. Дали е тоа случај, можеби ние не говориме за тоа. Добро, јас кога работев пред 15 години во Европската комисија и студирав таму во Брисел, и колеги од вработење на зградата ми кажа за зградата преку улица, што е дека имало представништво на коли, Лада или не знам некои руски коли, значи представништво од Источниот блок и така натаму, кои што после распад од 90-тите години, кога биле повлечени, значи таа фирма била повлечена и просториите биле издадени на друга фирма, било откриено дека во зидовите имало 3 метра сателити со кои што се прислушкувале соседните згради, односно на Европската комисија. Исто така Европската комисија се пожали дека одредени компјутери, голема количина на компјутери, друг случај, значи тоа е еден случај. Друг случај е каде што, например, одредена количина компјутери, се не можам да се сетам дали беа од Кина или од САД и така натаму, биле со одредени средства за прислушкување со тоа што сите вработени во Европската комисија што би сакал да истакам е извршно тело во Европската унија. Тоа што е во Република Македонија владата, во Европа е Европската комисија, тоа е извршно тело, законодавно тело е Советот на Европската унија. Биле прислушкувани. Значи тоа не е некоја си новина, според мене тоа е нешто што постојано се случува. Денеска имате софтвери каде што сечи приватен мобилен, можете буквално сите разговори да му ги прислушкувате со симнонинен софтвер и преку Bluetooth или на било кој начин да го правите тоа, и тоа не да го прават некои си службени лица, да го прават приватни лица од приватни цели. Значи тоа е нешто што се случувало долго време, порано се правило преку прозори, под прозори и така натаму. Сега со технолошката револуција и со мобилните и со интернетот и така натаму, тоа веќе и самото разузнавање е модернизирано, се прави на многу повисока форма. Значи секој си постоело, постои и ќе постои. Значи за тоа што знаете, не се секогаш борбите чести. Значи не се секогаш фиксни правилата на игра. Значи ние знаеме дека постојат правила на игра, меѓутоа не се секогаш тие почитуваат. Значи првото правило од сите правила дека нема правила, нели? Што значи дека сите средства се на маса. Добро, ќе направиме уште една мала пауза за реклами, продолжуваме понатаму. Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: како прислушкуваат странците, бомба во море од лаги, прва жртва е вистината, кој се води партиска политика, 5 разузнавачи на квадратен метар, Путин и Орбан се договориле гасот преку Македонија до Европската унија. Пак ќе чекаме до 5 до 12. Спортска не, а регресот мора да се пријави во УЈП. Со секојдневни нови информации читајте на republika.mk. Новиот број е во продажба од 20 февруари. Секој од нас сам го избира партнерот кој најмногу му одговара. Најчесто квалитетот ни станува навика. Ние сакаме да ги задоволиме вашите очекувања и сите ваши желби. И секогаш, кога ќе ви затреба, ви стоиме при рака. Штедиме заедно, се храниме здраво, релаксирано и секогаш совршен избор.
Ние сакаме да бидеме вашата убава семејна навика. Повелете комшија. СП Маркет. Радио Слободна Македонија. Јас сум Љубиша Николовски, ова е емисијата Платформа, разговарам со професорот Марија Нарсовски. Професоре, говоревме за Америка и за Русија, но неодминливо да ја споменеме и Европската Унија. Незиното влијание во светски рамки, особено поради фактот што таа и официјално има заедничка надворешна и безбедносна политика. Има комесари, има влада, има собрание. Реалната сила и моќ на Европската Унија каква е според вас во контекст на моќта и силината на Русија и на Соединетите Американски држави? И политички и воено се разбира. Добро. И економски. Европската Унија, слично како Јапонија, после Втората светска војна едноставно се откажа од војните и дозволија тоа да понатаму да го водат големите сили како што се САД, Русија и така натаму. Европската Унија последните години, значи тоа е унија, тоа е чисто економска унија. Значи никогаш ние не сме слушнале за европска војска или за европска војна мисија. Во меѓународните односи, случувањата во Ирак, имавме ситуација каде што пола држави беа за, пола беа против. Во САД имате еден председател, еден министер секретар за надворешни работи и тие како ќе кажат е така, да или не. Во Европското имавме и да и не. Значи немаме едно единствено лице во меѓународните односи. Под еден и под два немаме единствена војска. Значи имаме ние повеќе од војни војски кои што нормално влегуваат во одредени меѓународни конфликти подвоено. Што значи дека од меѓународен безбеден, еве и случувањата, значи во Украина, вие може да бидете сведоци дека еве на пример водечката членка во Европската Унија, Германија ја поддржува САД, меѓутоа ги поддржува и Русија. Тие никогаш еве и самите предлози на војна интервенција во Украина од страна на САД не беа поддржани од Европската Унија и од Германија. Значи бараат демократија, бараат почитување на суверенитетот на украинската држава и така натаму, територијалниот суверенитет на државата и така натаму, почитување човековите права да престанат тие конфликти, меѓутоа никогаш не рекоа дека да се излезе, не влегува во некој отворен конфликт. Што значи дека Европската Унија, кога збориме за Европската Унија, мислиме само за единствен пазар, значи еден трговски блок. Меѓутоа не може да кажеме за Европската Унија како некој си меѓународен безбедносен фактор, веќе таа после Втората светска војна влезе под чадорот на НАТО, на заштита на НАТО и е едноставно незаинтересирана да создава собствена војска. Постои иницијатива, меѓутоа и самата Европска Унија е значително разединета помеѓу Германија, Франција и така натаму, Франција, Англија и така натаму, што значи дека во меѓународната безбедност, а и во меѓународната политика нема некој си големо влијание. Има влијание, меѓутоа само како помошник и на некои од другите поголеми политички и воени сили. И затоа има ли моќ и желба Европа во идниот да го промени овој однос кон НАТО и кон поголемиот брат, и дали можеби шансата ја гледа тука Русија, бидејќи да констатираме дека сега повторно влегуваме во една фаза на студена војна, економско-политичките односи во Русија не се исти како во времето на Советскиот сојуз. Значи не станува збор за некој социјализам кој што представува загрозување на по дефолт политичките односи во САД и во Европа. Без малку Русија внатрешно станува ги има стекнато придобивките од Запад. Значи, приватизацијата може би доцни, но капитал односите веќе и таму се навлезени, така што таа се повеќе би требало да стане партнер на Европа, бидејќи географски се наоѓа во Европа. Терминот Евроазија, дали ја плаши Америка може? И можноста Русија да стане дел од
Европа? Во политичка смисла на спорот и економска. Добро, значи Евроазија, бидејќи таа се простира на Европа и се простира на Азија и затоа е Евроазија сега. Моментално најголема економска сила во светот е Европа. Таа има 17 трилиони GDP, САД има 16 трилиони. Е најголема економска сила, меѓутоа е најслаба безбедносна сила. Додека пак од друга страна имаме Русија која што е најголема не најголема, туку една од големите безбедносни сили. Под едни и по два е држава која што има неограничени ресурси за следните 1000 години. Значи, тоа постојат сите елементи од периодичниот систем, значи постојат во Русија, ги има во неограничени количини и доколку економски јаката Европа и со ресурси и безбедност обемната Русија се споја, тогаш тоа би била големата светска сила и веќе САД не би бил САД. Да не збориме сега за Кина и за Индија, кои што се исто така големи веле сили во подем. Моje мислење е дека тука има максимата раздели па владе. Македонија била разделена на три помали територии, па била владеена. Европа е разделена и како резултат на тоа некој друг владе. Така и тука, значи, ако на големите сили никош не им годат големи држави. Они сакаат помали, порастепкани држави, кај што многу полесно ќе имате контрола врз истите. Значи, како одговор на вашето прашање, има големи економски причини стоат позади тоа, значи веќе падна таа идеолошка поделба помеѓу социализам и капитализам и така натаму. Веќе не може да се држиме за тие аргументи, а мора да се измислат некои нови аргументи, се со цел да ние бидеме први, значи во полето на сите области, и за тоа се создаваат некогаш, знаете, кога како викаат, некогаш кога некој ќе нема работа, ќе си најде работа, знаете. Едно подпрашање во овој контекст. Каква активна улога може да има било која од овие мали држави во однос на големите сили, посебно Македонија? Дали политички е подготвена да одговори во овие дилеми кои што им ги наметнуваат големите сили, за кои што вие на почетокот рековте дека дури една Европа е принудена меѓу двете големи сили да избера страна. Тоа несомнено е случај со Македонија, која што е во последно време токму ставена во таков еден процеп економски, енергетски, веројатно и политички, ќе мора да се определува. Дали има искуство како држава која што произлезе со распаѓањето на Југославија во тако видна да биде голем играч, да има искусна дипломатија, да се справи со овој предизвик? Значи, мали држави, еве, например, ја спомнав Украина како мала држава во споредба со Русија и со САД, меѓутоа таа во споредба со Македонија е голема држава. Меѓутоа во меѓународната безбедност и меѓународната политика таа е мала држава. Македонија исто така е мала и отворена економија, мала држава, и најдобро е да, како што имаше една многу паметна политика Тито, да биде непристрасна спрема големите случувања. Ние бевме сведоци кога 2000 година, 2001 година, кога заземавме одредена страна и веднаш познато имаше конфликт во Македонија. Значи да не зазема страна, бидејќи не сме доволно силни да донесуваме одлуки што ќе влијат на светско ниво. Во тоа имаме нормално, немам искуство, ние постоиме веќе 20 години. Пред 20 години, значи, дур сме биле автономија, значи дел од Федерацијата Југославија, големите одлуки се носе во Белград. Значи, не во Македонија, ние може сме имале економија и земјоделие и така натаму, меѓутоа безбедноста и меѓународните односи, меѓународната политика биле одлучувани во Белград. Од кога станавме независни, тоа направи на начин мал не направи кревки од проста причина што ние буквално немаме традиција, немаме искуство, немаме луѓе
во меѓународните односи, значи во амбасадорите, при конзулите, во меѓународните односи, значи немаме искусни луѓе кои што ќе сватат и кои ќе ги разбираат одредени работи што веќе 100 години, значи за одредени случувања през 100 години денеска има последици за односите помеѓу две различни држави. Значи вие кога зборите за Германија и Полска, вие треба да знаете историјата измеѓу Германија и Полска последните 100 години, како било и дека таму во Полска има малцинство, дека Германија освојувала и така натаму. Па за да, например, во меѓународните односи да знаете што да кажете во врска со Германија, во врска со Полска и нивните односи. Ние во тоа немаме искуство, значи ние сме млада држава, поготово не во меѓународните односи и според мене тука малце некоја се носат и погрешни одлуки, а и одредени недоволно стручни лица даваат лица за тоа и носат одлуки во однос на тоа поле што за Македонија во кое што Македонија се уште не е доволно зрела и созреана. Дали ова неискуство за кое што говорите може да е причина да не можеме во одреден важен момент да определиме кој ни е вистинскиот пријател од големите сили, кој не. Ова е прашувам во еден контекст актуелен и ми се чини тука можеме полека да привршуваме со разговорот, но важно ми е да знам на некој начин што мислите вие. Сега се говори дека дел од оваа криза во која што се наоѓаме околу пристушувањето, околу влијанието на некои странски разузнавачки служби, имаше повеќе полемични написи во јавноста, во медиумите, кој како сака не ги толкува. Но, дали, ако постои еден вид замешателство на некој од големите сили, дали е тоа исток или запад? На кого повеќе му одговара Македонија да остане во една статус-кво ситуација и како тоа може да се излезе, речеме, да се прочита кој стои за тие намери? Не мора да квалифицирате точно, но според една меѓународна логика, ако Македонија тргнала да биде членка кон НАТО, едни велат Америка е таа што не дозволува да станеме членка на НАТО и на Европската унија, од друга страна пак други велат не, Русија е таа на која што не им одговара Македонија да биде членка на НАТО, затоа што границите на НАТО би се поместиле и на Балканот. Како е вашиот став околу ова прашање? Мојот став е како мала држава, значи да не се взимаат многу пристрасни одлуки, значи да не се взимаат многу страни, бидејќи ние сме премала држава да носиме големи одлуки. Прво, второ, се уште се развиваме, поготово во полето на меѓународни односи, меѓународна безбедност. Значи, ние имаме само 20 години имаме меѓународни односи, додека пак некои држави како Англија, Русија и така натаму имаат. Јас пред некој ден го читав одлуките на министерот за надворешни работи во кој што ги носел пред Првата светска војна. Значи, дали треба Русија да влезе или да не влезе во Првата светска војна, значи некои одлуки што они сега, на пример, луѓето представници на нивната политика веќе тоа го знаат. Ние едноставно немаме што да читаме, затоа што не сме имале меѓународна политика пред 30, 40, 50 или 100 години, така натаму. Значи, да се биде многу опрезен, да се пази многу на меѓународните односи, на меѓународната политика, многу да не се зима страна, да се фокусираме главно на економските прашања и просперитетот. И на еден начин да чекаме малци ние да созрееме, значи според мене ние се уште созреваме, значи како економски, така и политички, така и во меѓународните односи, и при тоа созревање да не донесеме некоја си одлука што може многу негативно да влие врз македонската политика, бидејќи знаете, ние сме држава, меѓутоа имате и народи кои што немаат држава, како на пример курдите, кои што се од 10 до 20 милиони, меѓутоа немаат своја држава и како граѓани втор ред во туѓи држави нормално сигурно ги чувствуваат негативно тие последици, и затоа да се пази многу, да се зачува тоа што го имаме и на еден начин се повеќе и повеќе да учиме од туѓите искуства. Значи од туѓите држави
и да се пази во меѓународната политика, меѓународните односи, што се кажува, како се кажува и луѓето што ја представуваат, значи Македонија во меѓународните институции да бидат повеќе стручни, повеќе експерти, да имаат меѓународно образование, меѓународно работно искуство, а не сега, например, затоа што да се испраќаат луѓе кои што тука, например, едноставно нема друга работа, па знаете ќе го испратиме да представува Македонија, што може да има значителни последици за интересите на Македонија. Добро, професор, ви благодарам што бевте гостин во платформа. Благодарам на вас. Се надевам имаме можности понатаму да разговараме на овие меѓународни теми. Вам, почитувани слушатели, ви благодарам за вниманието и ви подсетувам дека вие бевте со Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас бев Исум Љубиша Николовски, уредник и водител на платформа, која оди секој четврток во 14 часот. Довидување од продукција Радио Слободна Македонија. Платформа со Љубиша Николовски на Радио Слободна Македонија.